Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, драги пријатели, добар ден од студиото на Адвентистичкото радио Глас на надеж од Кавалерци. Започнуваме нашата дневна емисија, која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Извор на надеж. Би сакала ова емисија да ја започнеме со зборовите и со мислата дека Исус Христос е вистинската надеж. Апостол Павле во прва Тимотиева, во првиот стих, во првата глава вели: Христос Исус нашата надеж. Живееме во свет полн со неизвестности. Луѓето ја барат надежта на разни места. Некои во алкохол, во дрога, некои во лесен живот, некои во пари, некои во некоја кариера и така натаму. Меѓутоа, сето тоа брзо исчезнува. Додека си млад, имаш пријателки, имаш пријатели, кога ќе остариш или кога ќе останеш без пари, на жалост, луѓето те напуштаат. Но Христос не се менува. Кога сме со Него, ние не сме сами, дури во најтешките мигови. Тој е постојано поред нас. Надежта не е идеја, туку личност. Таа личност е Исус Христос. Тоа е причината што можеме и во најтешките мигови од нашиот живот да бидеме насмејани, да бидеме ведри, да бидеме радосни. Иако животот можеби не обременува со разни проблеми, немаме доволно пари, можеби не сме вработени, можеби немаме ни куќа, ни стан, живееме под кирија, но сепак во душата носиме радост. Зошто? Затоа што Исус Христос ги исполнува сите тие најтемни делови во мојот и во твојот живот. Затоа останете со надеж во срцето, драги пријатели. Христос постојано е со нас, како што читавме во ведниот текст. Христос Исус нашата надеж. Секе замине, меѓутоа Христос останува. Христос вели: јас сум истиот вчера, денес и утре. Луѓето заминуваат од нашиот живот, пријателите не напуштаат, дури домашните, може да кажеме, најблиските може да ни свртат грб, но имаме еден пријател на небото, а тој нашиот Исус Христос, во кого можеме да имаме целосна доверба. Нека и овој ден кој е пред нас биде Исус извор на нашата надеж. Не е извор парата. Парата е потребна за секојдневен живот, меѓутоа Исус може да ни даде и пари секако, ако сме вредни, ако работиме. Исус ќе се грижи постојно за нас. Во најтешките мигови верувајте дека Исус е тука поред нас. Само помолете се. Кажете на кратка молитва: Исусе, помогни ми, сам сум, немоќен сум, ми треба помош. Ќе видите дека Исус нема да не остави празни. Да не го затвараме своето срце за Исуса. Пишува во Откровението, во 3 глава, дека Исус тропа на вратата на нашето срце и сака тој да влезе, но од нас зависи дали ќе му дозволиме. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш, со која ќе го отпочнеме, ќе отпочнеме и ова емисија Извор на надеж. Одеме сега, значи, да ја видиме и да слушнеме молитвата. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Не кажем се, jer Bog me vodi moj, i zato
se, jer evo ide dan, kad večno viću ja kraj spasa moj. Svetog je boli, prestaće poznat i više neće biti greha zlog. Ne plašim se, car svemira je Bog, nek večno vlada on u srcu mom. Ne plašim se, car svemira je Bog, nek večno vlada on u srcu mom. Јован го повикува народот на покаяние и го крштава Исуса. Глава 3. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска и говореше: Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Оти, ово е навистина оној за кого рекол пророкот Исаија, гласот на оној што вика во пустината вели: Пригответе го патот на Господа и исправете ги патеките негови. А сам Јован имаше облека од камилски влакна и појас од кожа околу слабините, а храната му се состоеше од скакулци и див мед. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот крај Јордански доаѓаа при него и се крштеваа од него во реката Јордан, исповедувајќи ги своите гревови. А штом виде Јован дека при него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: Породи змиини кои ви кажа да бегате од гневот што иде. Направете плод достоен за каење и немојте да говорите во себе: Наше таткото Авраам, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му издигне чеда на Авраама. Секирата веќе лежи при коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. Јас ве крштевам за покаяние со вода, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Он ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Лопатата е во рацете негови и он ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во амбара, а плевата ќе ја изгори со оган што не гасне. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан при Јована за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејќи: Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли доаѓаш? Но Исус му одговори и рече: Остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда. Тогаш Јован го остави. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји да слегува како гулап и да се спушта над него. И ете, глас од небесата говореше: Овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Nazareth.
Isus, zemi go cel svet, daj mi go Isus, i nazad ne se obraćam. Nisam da vidim jasnijeg sveta, nisam da vidim jasnijeg sveta, nisam da vidim jasnijeg sveta, i nazad ne se obraćam. Потекло што ветува. Прашањето дали животинскиот и растителниот свет настанал со развивање или директно со создавање на некој им изгледа како теориско прашање со малечко знаење. Меѓутоа, тоа прашање има животна важност за секое човечко суштество. За они што веруваат во библискиот извештај дека човекот е создаден според Божиот лик, се отвараат ненасетени видици на вечниот живот. Верувањето или неверувањето во Бога почнува со верувањето или со неверувањето во Божиот извештај за создавањето. Христос дошол на овој свет и умрел не затоа за да го спаси исправениот човек, туку нападнатиот човек да му овозможи да се врати кај својот Творец. За човекот кој се кај ја прифаќа раката на спасението, светли христијанската надеж дека еден ден потполно ќе се соедини со Божјето семејство. Извештајот на Библијата за потеклото на човекот не само што потполно или целосно се согласува со научниот извештај за хемискиот состав на неговиот организам, туку објаснува и многу тајни на идниот живот, на светот и човекот. Ако се трудиме да го разбереме Божјото творечко дело, почитувани гледачи, ќе видиме дека човекот е создаден од истиот материјал како и животното, но дека неговата крв наполно се разликува од крвта на животните. Таа значајна разлика Библијата ја истакнува со тоа што кажува дека човекот е создаден според Божиот лик, а не според животинскиот. Меѓутоа, факт е дека постои сличност меѓу протоплазмата на клетките на човекот и животните. Библијата тоа го потврдува со следниве зборови. Зашто се што се случува со синовите човечки, се случува и со животните. Крајот им е ист. Како умираат едните, така умираат и другите. И едно е дишењето кај сите, и човекот нема предимство пред добитокот, зашто се е суета, се оде на едно место, се произлегува од земјата и се враќа во земјата. Проповедник, 3 глава, 19-20 стих. Кога ќе умре протоплазмата на клетката, тогаш она што и го дал Бог му се враќа на Бога. Бог на секоја клетка и дал соодветен состав на внатрешна организација и потоа и дал и живот. Човекот може со епровета да направи смеша на органска и неорганска материја. Може да биде слична на протоплазмата, но не може да и вдахне живот. Животот доаѓа единствено од Бога, нарекувајќи ја протоплазмата прав, а животот здив или дух. Библијата за престанувањето на животот го кажува следново. И се враќа човекот во земјата, како што си бил, а духот се враќа кај Бога, кој го дал. Проповедник 12 глава 7 стих. Јов исто така зборува за зависноста на човечкиот живот од Бога. Ако оној кој го свртеше срцето свое кон себе си и го земаше при себе низиниот дух и низиното дишење, за миг ќе загинеше секоја плод и човекот ќе се вртеше во правот. Книга за Јов 34 глава. Во библискиот извештај за создавањето што се наоѓа во првата глава од книгата на создавањето нема многу поединости, освен однос кој тврди дека Бог ги создал растенијата и животните за 6 буквални дословни денови, не ни се даваат никакви други подробности. Дури во извештајот за создавањето на човекот во втората глава од книгата на создавањето наоѓаме податоци дека човекот е создаден од прав и дека станал жив,
со духот на животот или со здивот на животот од својот Творец. Иако Библијата нагласува дека сите луѓе се од една крв, по целото лице на земјата, вели во Дела на апостолите 17:26, сепак сегашниот човек не е ниту физички, ниту духовно рамен на оној што бил создаден во Едем. Дегенерацијата на човечкиот род настанала со појавата на наследните разлики што се управуваат според општиот закон на наследството. Во човечкото семејство се појавиле различни раси и типови како резултат на изменетите наследни особини. Во книгата на создавањето наоѓаме единствен и јасен извештај дека животните и растенијата на нашата земја се создадени во еден миг и на една заповед на Творецот. Првата глава од оваа вдахновена книга јасно зборува дека Бог ги создал сите основни видови на растителниот и животинскиот свет за време на првите 6 денови од првата седмица. Во овој шестодневен период сите животински и растителни основни видови заедно со човекот биле создадени како возрасни и совршени. Извештајот кажува дека создавањето почнало првиот ден и дека било завршено до 7-миот ден. Нема ниту најмалечка основа овие денови да се сметат за подолги отколку сегашните соларни денови од 24 часа. Како посебен знак дека целиот свет е создаден за 6 дена, и тоа совршено, 7-миот ден е прогласен за сеќавање на тој величествен настан. Во тоа не може да има никакво сомневање, зашто вдахновениот извештај гласи: и ги заврши Бог до 7-миот ден делата своји што ги направи и си отпочина во 7-миот ден од сите своји дела што ги создаде. И го благослови Бог 7-миот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите своји дела што ги направи и создаде. 1 Мојсеева 2 глава 2 и 3 стих. Во сите текстови за создавањето почитувани станува збор за соларен ден што настанува со кружното движење на земјата од запад кон исток во текот на 24 часа, поточно за 23 часа, 56 минути и 4 секунди. Секој ден од седмицата на создавањето имали вечер и утро, како и секој сончев ден денеска. Седмицата како период од 7 дена не е некоја астрономска седмица од 1.000.000 години и не се состои во никаква врска со движењето на небесните тела. Нашата денешна седмица потекнува од првата седмица на создавањето и нема врска ниту со временските периоди познати во геологијата како геолошки периоди. Библијата изрично кажува дека по секој ден на создавањето имало вечер и утро. Кога Бог во првиот ден ја создал светлината, таа се појавила во истиот миг, а не по 500 милиони години. Без оглед на многобројните знаци на дегенерацијата на денешниот човек, првиот човек бил круна на создавањето на еден нов свет. Знаејќи го тоа, псалмистот воскликнал: те прославам зашто сум чудесно создаден. Псалом 139:14. Човекот бил врв на Божето создавање, неприкосновен владетел на земјата, целата земја. Неговото потекло вдахнува. Кога првиот човек паднал, целото човештво паднало со него. Но има надеж, почитувани. Библијата кажува: и како што по Адам сите умираат, така и во Христа сите ќе оживеат. 1 Коринќаните 15:22. Драги пријатели, во Библијата Христос е втор или последен Адам и творец на едно ново, бесмртно човештво. Библијата почнува со создавањето на првиот човек, а завршува со неговото повторно создавање или пак воскреснување. Секој по својот ред, прве Христос, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Ако го прифатите Христа и ако верувате во Него, како Творец и Спасител, тогаш пред вас стои вистинска и голема иднина.
Еве полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија Извор на надеж, почитувани гледачи. Денеска би сакал да ви понудам бесплатно Свето писмо Библија. Значи сите вие кои сакате да имате ова книга, Света книга Библија во ваша собственост, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат во вашата на вашата адреса во вашиот дом. Исто така би сакал да ви ја понудам уште еднаш и дописната библиска школа, Библијата зборува.мк. Интересни проучувања, значи ќе бидете, верувам, задоволни. На крајот од проучувањата ќе добиете на убава диплома. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, дојдовме и до крајот на нашата денешна емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Би сакал да ве поканам и понатаму да ги следите нашите емисии. Споделете ја ова денешна емисија, значи одете на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта и може да ја споделите ова емисија на ваши пријатели, роднини и така натаму. Благодарам уште еднаш на вашето внимание, ви посакувам убав, благословен ден и нека Исус биде извор на нашата надеж. Пријатно. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.